Ново убиство повторно ја потресе Македонија. За неполни 24 часа откако јавноста беше шокирана од веста дека син ја убил сопствената мајка, сега пристигна информација дека исто така син го убил сопствениот татко. Полицијата 2 часа по полноќ уапси 34 годишен гостиварец под сомнение дека во семејниот дом си губил 63 годишниот татко. На тоа ги навело пријавата на друг член од семејството, кој се посомневал дека член од неговото семејство бил убиен, но и трагите на насилство кои биле пронајдени на телото на починатиот. Полициски службеници веднаш излегле на местото на настанот и во куќата е пронајден починат 63 годишен маж со иницијали КД, со видливи повреди и траги од насилство во пределот на главата, пошто поради сомнение дека се работи за убиство од слобода е лишен неговиот син. Според правичните изјави на осомничениот, татко му починал претходниот ден, околу 14 часот и 50 минути по пат во купатило. Но случајот не го пријавил кај надлежните служби, информираат од Министерството за внатрешни работи. Неофицијално осомничениот гостиварец во својата првична реакција тврдел дека татко му сам паднал во кадата, пошто починал, но тој не го пријавил случајот во полиција. Ово убиство доаѓа како нов шок, откако јавноста беше потресена само ден пред тоа, кога дозна дека во Росоман 24 годишно момче си ја убило мајка си додека таа спиела, а потоа сам се пријавил во полиција. И овие два случаи се само дел од низата на трагедии која потресоа Македонија. Март се покажа како кобен месец, а јавноста е длабоко вознемирена од низата трагични настани. Во изминативе недели случаите беа многубројни. Во Зрновци беше пронајден женски труп во распаѓање, на кој недостасуваат делови од телото. Случајот се уште се истражува. Во саботата во сопствениот дом беше пронајден мртов 76 годишниот Климе Митрески од Охрид. Осомничен за неговото убиство е Жарко Гроздановски, кој го убил од користолюбие. Паралелно со ово, уште еден трагичен случај беше регистриран викендов во Виница, каде беше убиен ловочувар. 80 годишен грк се сомничи за неговото убиство, а преведени се уште тројца. Јавноста особено ја потресе трагедијата од 2 март, кога младата Ивана изврши самоубиство, скокајќи од 6-ти кат со својата ќерка во раце, поради долготрајното насилство од сопругот. За овој случај судскиот процес е во тек. Кон крајот на февруари беше откриен и серискиот убиец во Старо Нагоричане, кој се поврзува со повеќе убиства извршени во изминатите 2 години.